Кризата со чиповите и општо нарушените синџери на снабдување ги натераа производителите да воведат приоритети во испораките на одредени модели. Често за ублажување на проблемот новопроизведените возила се симнуваат од монтажните ленти без одредени компоненти, за потоа кога тие ќе се набават да бидат комплетирани и испорачани. За купувачите тоа значи дека изборот на автомобил што го сакаат се комплицира или ќе земат нешто што во моментов е на располагање или пак ако имаат посебни желби ќе чекаат на него. А тоа некогаш знае да биде и неразумно долго. Најчест период во кој во моментов се споменува е 6 месеци. Поискусните дилери можат со голема точност да предвидат што купувачите ќе бараат и според тоа ги вршат своите нарачки. Затоа ако треба да чекате 2 или 3 месеци на својот автомобил, знајте дека дилерот го има нарачано пред вие да посакате да го купите. Но според истражувањата на германците, ваквите случаи не се така чести, посебно не за популарните модели. Например, за Шкода Камик и Карок се чека по 9 месеци, а за Октавија 11. За моделите на Peugeot и Citroen роковите се движат меѓу 6 и 12 месеци, а толку е и за поголем дел од гамата на Volkswagen. Оние на кои им се допаѓа Seat Ibiza ќе треба да се наоружаат со трпение од повеќе од една година, додека на Audi A3 и Q4 и Tron се чека нешто помалку. Не се поштедени ниту купувачите на поскапите возила. Така, например, редот за Porsche 911 е околу една година, а за S-класата на Mercedes и спортскиот AMG GT со 4 врати и повеќе од тоа. Најмногу сепак се чека за G-класата, цели 2,5 години, заради што во моментов се сопрени нарачките за неа. Како стојат работите, проблемот со долгите рокови на испорака на возилата ќе ги имаме целата оваа година, најмалку до почетокот на идната. Затоа со планирање на купување нов автомобил треба да се започне што порано.